Најмалку 2 лица се во фокусот на обвинителите за аферата Надеж. Дознава сител од извори во истрагата. Иако јавниот обвинител за организиран криминал неодамна за сител најави истрага против едно лице, обработката на доказите ги упатила да ја истражуваат одговорности на членовите на неговиот кабинет. Истрагата се уште трае и според нашите извори одлука за покренување на обвинение се уште нема, но обвинителите работат со полна пара во расветлувањето на овој случај. Во моментов се разгледува, се проучува и кога ќе биде студиозно, да кажем, се разгледува, ќе биде донесена одлука. Антикорупционерите од самиот почеток иницираа постапка не само за екс-председателот Црвенковски, туку и за одговорните лица во неговиот кабинет. Премиерот вчера порача дека борбата со криминалот и корупцијата продолжува независно од партиските бои. Додека е ВМРО ДПМН на власт, нема ваши и наши. Има тие што направиле и што не направиле криминал. Тие што направиле криминал, тоа кога ќе се обезбеди доказ, ќе биде процесиран до истражните и судските органи. Имало ли злоупотреба на службената положба во постапката за јавни набавки, кога екс-председателот Црвенковски не распишал тендер за изработка на PR стратегија од словенечки експерти за дури 340.000 евра? Одговор се чека од истрагата. За ова дело кривичниот законник пропишува затворска казна од најмалку 4 години. Ваква слика досега не е видена.